Здраво, стрелци, добро дојдовте и ајде да видиме што ја носи месец август за вас. Генерални пораки, повторно, за сите од вас, за многу полиња од вашиот живот, затоа пробајте да ги толкувате онака како што тие соодветствуваат во вашиот живот и во вашата ситуација. Значи, пораката ќе биде во метафора, а вие толкувајте ја, интерпретирајте ја и однесете ја онаму каде што е местото во вашиот живот. Пред да започнеме со поракиве, кратка информација околу неделните пораки, неделните таро толкувања. Сите што сакате да знаете понешто за неделата која следи, која предстои, на нашата Facebook страница Gold Tarot MK, таму се постираат неделните пораки, тоа се постови, не се видеа, значи по една-две поважни, кратки, но важни ситуации, моменти што ќе обележат неделата која следи. Значи Gold Tarot MK, Facebook и уживајте. Ајде да видиме стрелците што ќе доживеат и што ќе го обележи август. Еве вака. Вие сте во некој кармички процес. Ова го споменуваме повеќе пати, може би уште не е завршен овој процесот, може би пак овој месец, овие неколку месеци, конечно завршува, затоа што некаде на крајот на тунелот почнува да се забележува зракот, надеж, конечно почнува да се забележува светлото на крајот од тунелот. Во овој тунел немаше крај и вие во овој тунел и во овој кармички процес буквално само што не сте настрадале. Сега зборуваме за еден дел од вас, можеби сите не го доживувате ова. Но буквално само што не сте настрадале. Многу од вас можеби и физички доживеа некакви проблеми, непријатности, меѓутоа ментално и емотивно вие бевте во еден рингишпил цело ова време и едва успевате да застанете на нозе и да одржите баланс. Сега, август месец, кажав, почнувате да го гледате светлото на крајот на тунелот. Се случува нешто, полека се одмотува некоја работа, се случува, може би едноставно, кармата. Сега за некого кармата беше и човек, за некого беше ситуација, за некого беше било што. Меѓутоа, тоа нешто не ве остави на мира, не ви даваше мир, не ве остави буквално да бидете ни во еден миг спокојни. Сега кажав, завршува тоа некако и кармата ги закопува секирите со вас. Кармата, кажав, може и личност да биде. Ги закопува секирите и сега, откако е направена евалуација, откако е направена преглед и пресметка на се она што вие поминавте. Сега е моментот кога вие треба да бидете наградени за сите ситуации во кои успеавте да застанете на нозе и да одржите баланс. И не само за тие кои успеавте да застанете на нозе, туку и за ситуациите кои од најголемата ваша немоќ сепак извојувавте победа. Сега почнуваме од август, меѓутоа ова ќе биде процес полека, почнувајќи од август, кој ќе трае во наредни многу месеци, каде вие едно по едно ќе почнете да ги примате наградите од универзумов, од кармата, од што и да е тоа, за кое вие горевте до сега. Негде заминувате. Може би физички заминувате, може би се селите, може би заминувате од таа состојба до сегашна во една друга и во една нова состојба.
дека заменувате, тоа е сигурно и тоа уште во август ќе се случи. Си земате со себе се што имате, сите можни искуства, сите можни победи, порази, ситуации, се што до сега се здобивте во сето ова, си го земате со себе и заминувате од оваа ситуација, можеби и од некоја ситуација, од некој човек, од некое место, од состојба, заминувате, буквално. Она во кое одите се веќе помирни води. Она во кое одите е олеснување. Конечно олеснување. Од вашиот грб ќе се стимне товарот. Ке донесете некоја мудра одлука која има изгледи да биде победничка. Не знам ова што значи за вас, меѓутоа ова одлука што ќе ја донесете и ова кон кое што ќе тргнете, сега ќе бара повторно труд. Немојте да се опуштате, да мислите сега веќе нека судбината сама нека си ги исправа работите. Не, вие повторно ќе мора да бидете вклучени, нема за вас оддишка. Меѓутоа овој пат ова се сите многу убави работи што треба да ги правите вие. Ова се колку и да се напорни, вие ги имате и способностите, се стегнавте исто, вештините се стегнавте и со искуствата и вие можете буквално неколку работи одеднаш да работите, неколку нешта одеднаш да завршите, од што се стекнавте со се. И оваа мудра одлука, кажав, ќе бара сега од вас повторно некаква активност, но ова има потенцијал да донесе дури и слава. До толку е големо, ќе биде голема победа. Во целиот овој процес, сега овде има еден момент, се појавува еден воден знак, рак, риби, шкорпија, или пак некој што е само емотивен човек или некој емотивно со кој сте врзани, се појавува овде и тоа може да го толкуваме на различни начини. За некого овој човек ќе биде поддршка во се што правите, ќе ви подава рака, ќе ве бодри, ќе ви биде ветер во грб и ќе се радува на вашиот успех. За други од вас пак овој веќе и досега беше проблемот, беше тешкотијата со која се боревте, беше тешката ситуација, тешкиот човек со кој едва излегувавте накрај. И повторно во август, ако таков постоеше, овој тука е, и повторно во август ќе додава масло во огнот, ќе додава сол на вашите рани и повторно ќе ви прави проблеми. Меѓутоа, вие овој пат не сте расположени за никаква драма и ничија драма, вас веќе не ве интересираат такви работи. Вие сега само сакате да слушате што има да каже судбината, што има да каже иднината, а тоа го насетувате дека ќе биде убаво. Кажа, вие еве го гледате светлото на крајот на тунелот, ова е сонцето, ова ќе ве огрее, дали ќе ве огрее во август или од август почнува да ве грее и ќе ве грее долги месеци. Ќе се добиете со нешто во август, ќе освоите некаква победа, нешто ќе се случи. За некои, значи буквално за сите полиња, пошто зборуваме, ова може да се однесува на се. И сега некои може би ќе зачнете. Тие што планирате, што очекувате, супер, одлично, честитки. Тие што не, внимавајте, затоа што постои можност да забремените. Некој од вас ќе се здобиете со нешто, ќе добиете нешто, подарок или нешто едноставно за што сте се избориле и ќе почнете да работите на тоа, меѓутоа да го умножувате, да го зголемувате и да го заштитите. Ќе бидете во можност да си ги заштитите сите нешта кои ги поседувате и ќе работите на тоа да ги зголемувате. За убавите работи зборувам.
Може би ќе добиете некаква понуда за работа, која бара од вас способност, истрајност, многу труд, меѓутоа ова емотивно ќе ве исполни, не само што ќе ве исполни, туку и ќе донесе материјална голема добивка. Други стрелци ќе доживеат повторно се јавува некоја личност или ситуација, емотивна ситуација, каде вие чувствувате неправда, или ово е повторно некој риби, шкорпија, рак, ќе постојано, значи, само долева масло во огнот, само прави. Ова се проблеми, недоразбирања, конфликти, расправи и ево ова ќе ви го приредува во август ова личност. Или ако не е личност, тоа е ситуација, ако е легална ситуација, ќе ви предизвикува проблеми, несоници, ќе ве измачува, вие многу емотивно се вложувате во ова, затоа ова вас ви го прави нешто или некој. Треба да бидете малку поотпорни, треба малку треба да створите некаков оклоп, некаква бариера, не дозволувајте ова да ве допира. Ова се ситници, ова се расправи, непријатности кои можат да бидат избегнати ако само емотивно не се вложиме. Меѓутоа вие се вложувате многу емотивно и затоа ова ви го предизвикува окава штета кај вас. Не дозволувајте, затоа што ништо не вреди, никој не заслужува да ни го прави ова вам што ви се прави, ова навистина не е убаво од оваа личност или од оваа ситуација. Меѓутоа, се што се прави, вие го дозволувате и токму затоа се прави. Обидете се да го блокирате ова нешто. Други од вас почнувате нешто ново, влегувате во една нова сосема нова работа. Може би е работа, за тоа кажав работа, може би е некаква понуда за работа и влегувате во ова. Или пак вие сте аплицирале некаде и добивате работа. Ова ќе бара многу труд. Ова не е воопшто лесно. Воопшто не е лесно. Значи многу труд. Физички, ментално, емотивно, ма секако, буквално. Сега, она што вие не го гледате сега и што нема да го видите наеднаш и одма, затоа што вие сега многу ќе работите и немате време да видите што доаѓа. Гледате, вие сте буквално со главата гледате надолу, затоа што не можете да исправите од обврските кои ви се на грбот, кои ви се натовариле. Не можете ни да видите што доаѓа. А она што доаѓа е победа. Ова е карта на победата. Ова е една од моите омилени карти. Ова е после долга битка извојувана победа. И еве, останатите гледате. Честитаат, се радуваат на успесите. Ке се стегнете со публика, со слава, со овации. Значи, ова се уште не го гледате и може нема одма во август да го видите или септември, меѓутоа ова доаѓа и ова доаѓа, ќе се случува и ќе донесе совршена радост и успех. Совршен, буквално совршен, без мана, без недостатоци, без непријатности. Ова ќе донесе совршен успех и ќе ве стави во една состојба на моќ, на сигурност и стабилност. И па, драги стрелци, јас се надевам уживавте, најдовте нешто што ќе ве води и што ќе ви помогне, се разбира. И до следната, чао!